Наплатата на патарина да се намали или привремено да се замрзне бараат превозниците во обидот да заштедат и да го спасат бизнисот. Овој трошок на нив им е втор по тежина и сметаат дека сега е вистинскиот момент државата на нив да им помогне. Голем дел од трошокот после горивото е патарината на превозниците, затоа што секојдневно се одржуваат линиите на нашите превозници и се плаќаат патарините. Забелешка е одамна и на тоа на превозниците дека во патарините нема ни ДДВ не пресметано, тоа бидејќи се сите деношни обврзници можат и да си ги враќаат. Ние бараме цело време да можеме нешто да намалат или да се укинат патарините, меѓутоа за сега немаме информација дали ќе бидат намалени или укинати. Идејата на превозниците ја поддржуваат и транспортерите кои секојдневно по овој основ исто така имаат огромен одлив на пари во полза на државата. Ние како асоциација имаме доставено и веќе разговарано на темата со Министерство за транспорт и врски за воведување на друг модел, подобар модел кој што ќе биде за наплата на патарина во иднина, кој што сметаме дека би требало да се прифати од страна на надлежните институции со цел да може да се направи подобра наплата на патарината согласно евростандардите и вложувањата кои што ги прават за полнови возила сите превозници во нашата држава. За илустрација, камион за да помине автопатна дестинација Скопје Гевгелија и назад, за патарина фирмата треба да плати 3000 денари. За автобусите цената е 2200, а за такси превозниците 800 денари. За очекување е дека ова барање до владата од страна на транспортерите, превозниците и таксистите ќе биде доставено наскоро, зашто непредвидливо високите цени на горивата на нив секојдневно им ги рушат работните планови. Дали барањата ќе бидат реализирани е прашање, но министерот Бочварски изјави дека на оваа тема владата веќе размислува. Како влада разработуваме модалитети и можности за тоа колку може и дали може да се намалат цените на патарините, изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Инаку лани од наплата на патарина, јавното претпријатие за државни патишта собрало 46,4 милиони евра.